Добро вечер во уште едно издание на емисијата Во фокус. Овој пат со нас господја Елизабета Тодоровска, државен секретар во Министерството за образование и наука. Тука сме да поразговараме на повеќе теми од областа на образованието, инвестиции во инфраструктурата, инвестиции во самиот наставен кадар, учениците, она што се работи во Министерството за образование и наука, кои се потребите и предизвиците со кои се соочуваат, проектите кои се реализираат и кои се веќе во тек. Добро вечер до вас и до сите гледачи на вашата телевизија. Ви благодарам за поканата. Тука сум да поразговараме за се што сметате дека е предмет на интерес на вашите гледачи, секако од сферата каде што работам и доаѓам, односно Министерството за образование и наука. Неколку години сте дел од менаџментот на Министерството за образование и наука и учествувате во креирањето на политиките за подобро образование. Од денеша наспет, колку заложбите и спроведените реформи ги исполнија вашите и очекувањата на владата? Видете, образованието е еден од клучните, ако не и најважните сегменти за развојот на една економија, едно општество, па така и во Република Македонија. Токму заради тоа, не случајно во сите досегашни програми кои ги има владата предводена од ВМРО ДПМН, секогаш образованието беше еден од врвните приоритети, каде што се посветува доста време, средства, труд и човечки ресурси. Најдобро е секогаш резултатите или постигнувањата да се прикажат преку бројки. Еве да речеме, ако направиме споредба колку е буџетот за образование денеска, 2017 година, односно околу 25 милиарди денари, за споредба со 2006 година, кога истиот изнесувал околу 13 милиарди денари. Зборуваме за некои повеќе од 80% изголемување на буџетот, средства кои што се вложуваат подеднакво во сите сфери, без оглед дали станува збор за основно образование, средно образование, високо, секако без да се занемари делот на науката и истражувањето, но самиот тој влог прикажан преку овие бројки од буџетот, не значи дека ние како влада сме направиле се. Напротив, има уште многу да се работи. Доста работи треба и понатака да се направат во делот на образованието, затоа што ние како држава, како влада, сакаме да имаме конкурентен и квалитетен образовен систем, кој што ги следи светските и европските трендови, затоа што сакаме да им го понудиме она што е најдобро и најквалитетно, не само на нашите ученици и студенти, туку и на професорскиот кадар на научниците. Така, според вас, што му недостасува на нашето образование и кој е предизвикот на кој треба дополнително да се работи или можеби веќе во фаза на изработка? Така. Има доста на што треба да се работи, како што и претходно споменав, и токму заради тоа и новата програма за работа на владата и на Министерството е доста обемна во делот на образованието. Ако треба да издвојам еден од поважните предизвици со кои што се соочуваме и за кои ќе преземеме доста мерки, тоа е еден параметар кој што е многу битен кога се мери дали во една земја има квалитетно образование или не. Станува збор за фактот колку студентите и учениците кои што излегуваат од образовниот процес, за колкав период, за колку кратко време успеваат да се снајдат во работниот процес, односно да не ги оптеретуваат работодавците да вложуваат дополнителни средства кои би значеле дополнителни обуки, едукации и така натаму. Овој предизвик не е предизвик само за нас како држава. Морам да напоменам дека ова е проблем со кој што се соочуваат и многу поразвиени европски земји, па и пошироко. Тоа е онаа кохезија меѓу бизнис заедницата, пазарот на трудот и образованието. Значи, потребна е поголема соработка. И потребно е она што најмногу значи за еден ученик, студент, било кој што е вклучен во образовниот процес, да има што поголем процент на пракса во својот образовен процес. Значи, не само теоретски да ги стекнува вештините и знаењата, туку и да тоа го доживее реално во самиот процес на работа. Во тој дел планираме многу активности да преземеме, многу проекти, некои се веќе и започнати. Би сакала да споменам во оваа прилика да ја споменам
грант програмата која што од минатата година почна да се имплементира со помош на Светската банка. Именно објавивме конкурс на кој што доделуваме парични средства, грантови, на средните училишта кои што можат да изработат проект со фирми, компании од бизнис заедницата. Тоа се проекти каде тие можат да отвараат реални училишни компании, може да купуваат од тие средства опрема кај што ќе ја реализираат практичната настава. Може тој проект да биде договор со компанијата со која што го направиле да учениците бидат директно вклучени во работниот процес, или пак организирање на кампови кај што тие стекнуваат практични вештини за она што теоретски го учат во училиштата. Така да ви кажам, имавме навистина многу голем интерес. На конкурсот можеше да се аплицира за повеќе од една мерка. Грантовите беа 5, 10 и 20.000 евра, зависно нели за каков проект станува збор и за која мерка аплицирале. Аплицира околу 43 училишта средни од цела Македонија и поднесоа некаде околу 110 или 112 проекти. По разгледувањето на истите од страна на стручна комисија ја помина онаа селекција како проекти кои што се добри за реализација, околу 50-тина, а во прва фаза средства веќе исплативме на прво рангираните 10. Сега со оглед на тоа дека сум во Куманово, во избрани ВПС, влегува едно училиште од Куманово. Тоа е техничкото средно училиште Перо Наков, а во првиве 10 кои веќе ги добија средствата и работат на проектите, е училиште, средно училиште од општината Кратово. Паралелно со тоа имаме проект кој што исто така го работиме со Светска банка и со Британскиот совет, кој што се однесува на реформи во средното образование, конкретно средното стручно образование, зашто пазарот на трудот покажува големи потреби во тој дел. Реформи во смисла на реструктурирање на наставните програми, во смисла на квантумот на знаења, процентот на практичната работа и секако начинот на преносот на знаењата, дури начинот на кој што ќе се прават предавањата од страна на наставниците. Тука се предвидени доста едукации за наставниците. Се со цел да учениците кога ќе излезат од 3-годишното или 4-годишното стручно, затоа што тие се веќе вработливи, се излагаат со одредено звање, да можат да поседуваат вештини кои што се применливи на пазарот на трудот. Секако морам да споменам тука и делот на високото образование. Тука, како што знаете, тоа е еден проект кој што започна во 2009 година, набавката на лаборатории во високообразовните установи. Ние набавивме околу 80 лаборатории кои што се веќе функционираат инсталирани на повеќе факултети на нашите државни универзитети широм Република Македонија. И тука фокусот на искористеноста на лабораториите токму практичниот дел. Да студентите можат оно што теоретски го учат, го видат во оној процес кој што значи употреба на тие лаборатории, иако се користат и за доста други цели, но тоа може би во некоја друга прилика. Има ли некои инвестиции во тек и каква е состојбата со училиштата од нашиот регион? Образовната инфраструктура е нешто за кое искрено секогаш сакам да зборувам како представник на Министерството за образование и наука. Навистина имаме направено многу. Повторно ќе почнам со бројки, затоа што тие се едноставна слика за она што е направено. Во последниве 10 години ние имаме вложено околу 120 милиони евра само за образовната инфраструктура. Тоа значи 74 изградени нови училишта, преку 400 објекти училишни, централни или подрачни, кои што се реконструирани, изградени монтажни училишта во рурални објекти. Образовната инфраструктура се и спортските сали. Република Македонија во изминатив период доби повеќе од 90 спортски сали, од кои само 64 или 65 се од Министерството за образование и наука, и ќе ги има уште многу до довршување на проектот кој што
се вика градиме и опремуваме 145 спортски сали. Тука до сега се потрошени околу 30 милиони евра. Но образовната структура и средствата кои што се вложуваат во овој дел не се само за градбата и реконструкцијата. Имаме доста вложено во опремување на училишта преку столчиња, клупи, табли, па дури и компјутерска опрема. Еве сега актуелна една работа. Добивме една огромна донација од кинеската фирма Huawei во вредност од 7 милиони евра, ги опремуваат со компјутерска опрема сите средни училишта на нивото на град Скопје. Сме во некои преговори да тоа се прошири во другите градови на Република Македонија. Значајно за мене е да споменам овде набавката на интерактивните табли. Ние веќе трета година поред како Министерство објавуваме секоја година јавен повик за набавка на интерактивни табли, кои што потоа ги делиме, односно ги даваме на користење на училиштата. До сега имаме поделено заедно со една донација од Телеком 99 интерактивни табли, и тоа во Куманово имаме во две училишта, во Кратово во едно училиште, во Крива Паланка, верувам и во можеби некој друг град овде во регионот. Но нели набавуваме понатаму, целта ни е секој училиште да добие најмалку една интерактивна табла. Кога сме кај вашиот регион, освен Куманово, овде Крива Паланка, Кратово, Стара Нагоричане, Липково, веројатно вие така. Овој регион имаме вложено, што се однесува до средствата за образовната инфраструктура, некаде повеќе од 4,5 милиони евра. И тоа што се однесува на реконструкција на училишта, повеќе од 50 на училишта, односно училишни објекти се реконструирани, дали тоа е за санација на кров, промена на подови, врати, прозори, дали станува збор за санитарни јазли, значи од различна природа. Изградени 2 училишта, едното од нив овде во Куманово во селото Никуштак. Изградени спортски сали во Куманово, спортска сала во Ранковце, во општина Кратово исто имаме, во општината Липково спортски сали, но планираме да градиме и други. Образовната инфраструктура и влогот во образовната структура не значи само во овој дел на основното и средното образование. Имаме доста капитални инвестиции во ученичкиот и студентскиот стандард, во однос на студентските домови, но и во однос на сите оние стимулативни мерки кои ги имаме како Министерство во делот на ученичкиот и студентскиот стандард. Ќе градиме нови домови, ги обновуваме, градиме 2 нови факултети во Скопје, односно тие се постоечки, но нема свој простор. Тоа е факултетот за физичка култура и популарниот Финки. Има доста вложувања. Можам слободно да кажам, и затоа велам ова е тема на која што секогаш сакам да зборувам. Една градежна експанзија од 2006 до денес, со оглед на сиот оној пасивизам и индиферентност кој што дотогаш постоело во делот на подобрувањето на образовната инфраструктура. Затоа што можеме да донесеме најквалитетни учебници, да ги едуцираме од најквалитетни обучувачи наставниците, но сепак ако условите не се соодветни, ако немаат соодветни средства за работа, сето тоа нели нема да го има својот ефект. То планираме за овој регион. Освен оно што веќе го спомнав во делот на реализирани проекти во Куманово и во регионот, имаме и доста активности кои што ги планираме во следниот период. Во моментов во тек изградба на спортска сала во училиштето Пера Онаков во Куманово, а планираме да изградиме уште 3 нови во 3 училишта, во Кирил и Методи, во училиштето Јереном Дерада и во Христијан Тодоровски Карпаш. Значи тоа се 4 и една која што веќе сме направили, значи 5 спортски сали во општина, само во општина Куманово. 7 објекти училишни планираме да ги реконструираме. Друга сала која што исто така скоро довршена, мислам дека и готова, ќе биде пуштена во употреба во следниот период, тоа е спортската сала во основното училиште Кочо Рацин во Кратово. И во Кратово планираме неколку реконструкции. Планираме изградба на спортска сала во општина Крива Паланка, планираме во општината Старо Нагоричане, исто така и уште една спортска сала во општината Липково.
секако и реконструкции на објекти и училишни таму. За нас е важно да ги подобриме условите секаде. Значи, не е битно за кој регион станува збор, дали е урбан или рурален, и дали е Куманово или Скопје, Струмица или како што често пати знаат да не обвинуваат, нели, зависно која води локалната самоуправа, но напротив, независно од тоа која води локалната самоуправа, иако образованието е децентрализирано и надлежностите се пренесени на локалната самоуправа, ние подеднакво вложуваме за подобрување на условите за стекнување на знаење во Република Македонија за да имаме квалитетен образовен систем. Кога сме веќе тука кај студентскиот стандард, го споменавте и градењето на нови факултети, кај за можностите за младите, тие имаат можност согласно новите, нели, предвидување на Министерството и она што веќе е во теки, да студираат на некои од најдобрите светски универзитети. Каква е состојбата на овој план, какви услови нуди пред се државата, а и кои се обврските на самите студенти? Тоа е на мерка, односно проект кој што го започнавме пред 6 години. Значи ова е 6-та година како се спроведува, конкурсот е објавен во теке, трае до 1 септември, еве еден апел до сите идни студенти од Кумановиот регионот да се пријават доколку ги исполнуваат условите. Проект кој што не прави можеби единствена земја во регионот, па и пошироко, кој што овозможува на сопствените граѓани, на идните студенти, целосно покривање на трошоците за студирање во странство, доколку се запишат на некој од врвните 100 универзитети кои што се рангирани по така наречената Шангајска листа, која што ја прави универзитетот од Шангај. Имено ја плаќаме школарината целосно. Да, меѓутоа во висина најмногу до 40.000 американски долари. Се плаќа авионска карта и се дава месечна стипендија која што ги покрива животните трошоци, соодветно каков е просекот на средства кои што се исплаќаат во конкретната земја во која што студентот оди да студира. И ова не е само за додипломски студии, значи за прв циклус, туку зборуваме и за магистерски и за докторски студии. До сега имаме доделено околу 200 стипендии во овој период од 6 години како имплементираме оваа мерка. Доста студенти се завршија, се вратија. Оно што е како нивна обврска, освен или редовно да студираат, е да се вратат во Република Македонија и да и ние го искористиме она знаење кое што тие таму го стекнале. Некои од нив веќе тоа и го прават, се вработени во компании во Република Македонија. Но секако ја даваме можности ако најдат работа да останат и во странство, доколку тоа е во некои од оние фирми кои што влегуваат во првите 500 по топ фортун листа која што се прави за успешни компании во светот. Но не се само овие стипендии. Ние во овој период од 2006 до денеска воведовме огромен број на категории и видови на студентски стипендии. Ги има повеќе од 40. И повторно пак ќе зборувам за бројки. 2006 година 4 милиони евра буџет за стипендии, сегашниот е 11 милиони евра. Значи зборуваме за едно трикратно зголемување. Тоа е само за стипендии, а имаме и многу други мерки кои што се во насока на подобрување на студентскиот стандард. Зборувавме за инфраструктурата, еве, пак ќе се вратам на истата. Ние имаме огромни вложувања во делот на особено последниве 3 години на инфраструктурата во делот на студентскиот стандард. Така можам да ги споменам веќе завршените, да речеме 8 павилјони или популарно како ги нарекуваат студентите бараките во рамки на студентскиот дом Стив Наумов. Истовремено во тој период реконструиравме една од зградите во студентскиот дом Стив Наумов. Се работи за инвестиција која што не чинеше повеќе од 100.000 денари. 100 милиони денари, извинете. Понатаму реконструиравме целосно 2 блока од вкупно 4 во студентскиот дом Гоце Делчев. Инвестиција која што не чинеше околу 180 милиони денари. Сега ни останува да ги реконструираме и останатите 2. Во процес сме на избор на компании кои што тоа ќе го реализираат и тоа да биде завршено и да имаме целосна реконструкција. Исто така вложивме доста средства
и спроведовме јавен повик на кој што избрани понудувач, кој што работата треба да ја заврши некаде до април оваа година, да извршиме промена на целокупниот мебел на инвентарот во сите студентски домови, не само во Скопје, туку во цела Македонија. Набавивме перални и сушални кои што се исто така наменети за државните студентски домови, кои што во моментов се носат и се инсталираат по студентските домови. Тоа е инвестиција исто така вредна некаде околу 11 милиони динари. Неодамна завршивме со целосна замена на лифтовите во оние државни студентски домови каде што имаше да траени секако со годините. Да, целосно сите ги заменивме. Исто вредна инвестиција некаде околу 10 милиони динари. Така да целта ни е да се оно што подолго време беше употребувано застарено да биде обновено и сменете, да се подобрат условите во студентскиот стандард. Тука си оние мерки од минатото во смисла на намалување на студентската партиципација, но има и многу нови проекти кои се планирани со новата програма. Некои од нив веќе ги започнавме со реализација. Тука би го споменала наградното патување што беше организирано за најдобрите студенти. Продолжуваме понатаму и оваа година со таа мерка, но и многу други проекти кои што се во програмата за работа на владата и на Министерството за образование и наука, за кој што исто така можеме да поразговараме ако ни дозволи времето секако на вашата емисија. Што се однесува до ние, да кажеме, зборуваме за можност за користење на стипендии, каде се тука учениците од основните и од средните училишта, дали постојат такви проекти и како се стимулираат овие ученици од основните и од средните училишта? Кои се формите, начините? Кога зборував за оној буџет кој што го издвојуваме за стипендиите, тука спаѓаат и стипендиите на учениците. Секако и за нив предвидуваме доста типови видови на стипендии, кои што ги доделуваме секоја година. Целта е да се стимулираат сите оние ученици кои што покажуваат известни достигнувања во различни области, дали станува збор за спортски стипендии, стипендии за талентирани ученици, дали станува збор за ученици од специјализираната што е отворена спортска академија, деца со посебни потреби, деца без родители и така натаму, повеќе категории. Нас ни е важно како влада, како држава да им кажеме нели на нашите ученици, на студентите дека знаеме да го цениме и да го вреднуваме знаењето и резултатите кои што ги постигнуваат. Во таа смисла, освен стипендиите кои што се даваат, предвидовме и неколку други мерки кои што се токму во таа насока, да ги наградиме, да го вреднуваме вложениот труд. Од учебната 2014-2015 година, што би значило дека сега ќе ни биде трета година на имплементација, објавуваме конкурс на кој што ги наградуваме учениците кои со парична награда, но не само нив, туку и наставникот кој што ги спремал, кој што бил нивен ментор, да доколку освоиле прва награда на некој од државните надпревари по било кој предмет. Значи, не е важно кој е предметот за кој што ти учествувале во некој надпревар на државно ниво и освоиле прво место. Паричниот износ кој што се дава како награда на ученикот и на наставникот, значи поединечно, не ја дела таа сума, е во висина до 50% од просечната плата кој што се исплаќа на ниво на Република Македонија. А доколку пак учествувале на меѓународни надпревари кои што се од областа на математиката и природните науки, наградуваме и прво, и второ, и трето освоена наградно место. Исто така и за награда парична и за менторот, односно за наставникот на тој ученик. Она што повторно низ бројки би го споменала се некаде од околу 100 доделени парични награди на ученици од основно образование и околу 80 на ученици од средното образование. Значајно за мене да се спомне и мерката кој што или проектот Лидер во струката, исто така еден вид наградување на ученици кои што ќе се истакнат како лидери во својата струка, значи се надпреваруваат меѓу себе и покажуваат своји вештини. И тоа е еден многу интересен надпревар кај што се бираат лидер во струка, угостителство да речеме, или градежниство, или земјоделие. Да, во стручните училишта. Исто така сме горди како Министерство дека оваа година го објавивме конкурсот кој што е новина со последните измени на Законот за средно образование за наградување на ученици кои што ќе учествуваат на една од 13-те меѓународни олимпијади. Значи имаме ученици од Република Македонија кои што учествуваат,
а и одредена бројка кои што навистина постигнуваат добри резултати на тие меѓународни олимпијади. И го наградуваме првото, второто или трето освоено место, или како таму ги наградуваат златен, сребрен и бронзен медал, да. Секако и наставникот, менторот кој што го спремал и заедно со него учествувал на овие олимпијади. И за нив има парични награди во висина од 8.000, 10.000, 12.000, нели зависно кое место или медал е усвоен. И оваа не е еднократна, туку се исплаќа 12 месеци во текот на годината. Така да, навистина ни е целта да го поттикнеме знаењето, но и да го наградиме знаењето за сите оние кои што постигнуваат резултати. Кога сме уште кај основното и средно образование, она што би сакале да поразговараме и Кембридж реформата, кои се досегашните искуства од примената? Наскоро ќе почне да се применува во средно училиште, освен во основно. Да. Оваа година ние имавме преговори со институцијата со која што соработуваме, тоа е Меѓународниот центар за креирање на наставни програми и учебници при Универзитетот во Кембридж за продолжување на реформати во средното образование. Можам слободно да кажам дека оваа реформа е една од, ако не и најголемата реформа што е направена во македонскиот образовен систем, а се наметна од тековни проблеми кои што трае повеќе години. Постојано имаше критика дека не се добро направени наставните програми, дека децата учат нешто што не застарено, непотребно, па се напаѓа авторите меѓу себе дека во учебниците не се соодветни содржините, неточни, така натаму. Постојано имаше некакви обвинувања дека, особено во учебникарството, дека не функционираат работите како што треба и дека учениците не го добиваат она што навистина треба да го научат. Токму во таа насока, како и многу други земји во светот, бидејќи се работи за една навистина реномирана институција која што со години произведува наставни програми и учебници за многу земји во светот, да почнеме да соработиме и ние сме навистина горди што сме земја која што соработува со овој меѓународен центар и со нивна помош, со нивната стручност и искуство кој што досега го имаат, започнавме на реформирање на наставните програми во основното образование во делот на математиката и природните науки. И тоа го направивме во 3 циклуси. Првиот циклус беше од 1 до 3 оделение, вториот циклус беше од 4 до 6 и третиот со кој што го заокруживме основното образование. Оваа учебна година е од 7 до 9 оделение. Сметам, иако образованието е еден сегмент, една сфера кај што не се случуваат работите преку ноќ, нели да се дознае дека ова е успешна реформа, дека времето ќе го покаже своето. Ние од она што досега како евалуација од Меѓународниот центар и од искуството кое што го имаме, но и од разговорите со ученици, со наставници така натаму, сметаме дека покажува добри, позитивни резултати, поради што и решивме да продолжиме во средното образование. Затоа што самите учебници и концептот на работа е насочен кон што е можно поголема интерактивност. Денешните деца бараат поинаков начин на настава, поинаков начин на пренос на знаење за да може да се задржи нивното внимание. Значи, оно што го учат, сакаат и да го доживеат. Овој концепт на стекнување на знаење со овие учебници, тоа го овозможува. Така. Бесплатни учебници не само преку Кембридж програмата, значи и тука и останатите, превод, печатење, тука и стручна литература. Дали овој концепт ќе го продолжите во иднина? 8 година поред, како, ако не и 9, како набавуваме учебници за сите ученици од основното и средното образование. Проект за кој што е интересно да спомнам дека никогаш не беше веден од страна на владата предводена од ВМРО ДПМН, но сепак реализиран. Целта ни беше да го ослободим или олесниме домашниот буџет на семејствата во месец септември, кога доста пари се трошеа за набавка на учебници. Сега државата го обезбедува тоа за сите ученици во основното и средното образование. Мерка која што ќе продолжиме да ја реализираме, нема да има прекин во истата. Доста средства се вложени и ќе вложуваме, но треба да нели работиме и во насока на обезбедување на оние учебници за одредени предмети каде што се уште имаме проблем околу нивното обезбедување.
Но не се само учебниците кои ги набавуваме за основното и средното образование. Ние имаме и активности кои што се во насока на обезбедување на учебници во високото образование. Проектот кој што е наречен превод и печатење на 1000 учебници од кои што се учи на врвните универзитети е еден проект кој што неодамна го завршивме официјално како проект, затоа што навистина преведовме, испечативме и промовиравме 1000 учебници, наслови кои што беа утврдени со помош на универзитетите на почетокот на проектот. Истите се дистрибуирани до универзитетските библиотеки во сите универзитети во Република Македонија, до градските библиотеки во сите градови и во така наречените читални. За сега имаме само една, таа е во Скопје, каде што студентите ги користат овие учебници, можат да дојдат да ги користат исто како во библиотека. И бројот на посетеноста, бројот на искористеноста кажува дека зборува во прилог на оправданоста на овој проект. Се користи секако во образовниот процес во високообразовните установи. И токму заради тоа ние размислувавме и делувавме да ова не остане на ниво на проект кој што, како што споменав, неодамна заврши, туку да биде системско решение. Го изменивме законот за високо образование и предвидовме обврска за Министерството за образование секоја година да набавува нови 50 наслови, значи во смисла на повторно превод и печатење на нови 50 наслови зависно од потребите на универзитетите. Секако внимаваме да тоа се различни области секоја година за подеднакво да важи за сите студиски насоки, без оглед дали станува збор за општествени, технички факултети и така натаму. И тоа го правиме веќе втора година поред. И самата искористеност на истите, посетеност на читалните, на читалната во Скопје, зборува во прилог на ефектот од овој проект и затоа како дел од новата програма решивме да отвориме и нови читални. Ќе отвориме во Кевгелија, во Струмица, во Велес, во Струга, се со цел да ги ставиме овие учебници од кои што учат студентите на реномираните универзитети во Европа и во светот, достапни и до нашите студенти. И сосеме на крај актуелна тема и деновиве заврши, значи екстерното тестирање за учениците од завршните години, односно на матурантите. Од оваа година започнува имплементација на неколку новини од концептот на екстерно тестирање, кои беа причините за тие промени и нешто повеќе околу оваа тема. Екстерното тестирање е секогаш интересна, жестока тема. Го 6-та година поред како се имплементира, сметам дека станува веќе рутински процес. Еве сега неодамна заврши нели екстерното тестирање на матурантите кој што се спроведува во февруари. Околу 16.000 ученици поминаа низ тој процес. Освен некои помали технички проблеми, немавме нешто друго со кое што вака како проблем се соочивме во реализација на процесот. Ги објавивме и резултатите. Сметам дека е реформа, процес карактеристично за македонскиот образовен систем, која што имаше своја цел и ја оправдува целта заради која што го воведовме. А тоа беше она така наречена хиперпродукција на високи оценки или незаслужени оценки. И сакавме со овој проект да од една страна ги заштитиме наставниците од разноразни притисоци, во смисла на давање на незаслужени оценки на нивните деца, но од друга страна да не ги демотивираме учениците кои што навистина вложуваат труд, имаат добри оценки, да бидат изедначени со овие другите. Затоа што само во поинаква смисла тоа би значило само штета на учениците. Можете да ургирате и да влијаете преку наставникот за вашето дете за подобра оценка, но вие практично само му нанесувате штета, затоа што тоа дете утре заутре студент, иден потенцијален работник, ќе го препознае пазарот на трудот, оној кој што навистина знае и уме и оној кој што нели само ја има таа оценка на хартија. Тоа не беше целта и останува како цел, но самиот процес на имплементација покажа известни работи кои што треба да се менуваат. Имавме доста критики, нормално, и заедно со институцијата која што го спроведува, која што е задолжена да го спроведува екстерното тестирање, Државниот испитен центар, во подолг временски период доста често поминавме во консултации со синдикатот како представник на наставниците, со представници на ученичките здруженија,
разговаравме со многу невладини организации и разгледувавме многу нивни анализи кои што беа направени во делот на екстерното тестирање. Посетивме многу училишта да разговараме директно и со учениците и со наставниците. Добивме доста предлози. Она што секаде, да речам како коментари или предлози до нас кои беа дадени, го прифативме и го имплементиравме во последните измени на Законот за основно и средно образование, кој што се случија минатата година, а започнаа со имплементација од оваа учебна година. Како поважни да ги споменам се, можеби најважни за учениците, што веќе оценката не влегува во свидетелството во смисла на влијание на општиот успех, веќе нема влијание врз општиот успех. Од таа оценка, односно тоа е резултат од тест, значи не е ни оценка, тоа е резултат од тест, се внесува во така наречен додаток на диплома, кој додаток на диплома има свое значење при уписот на ученикот во средно образование или оној кој што излегува од средно при упис на факултет. Базинот на прашање понатаму останува отворен за да надминеме оние моменти на стрес, што ќе ме прашаат, што ќе ми се падна на тестот и така натаму. Тука дополнително предвидовме да креираме со секој базен пробни тестови. Значи, да може ученикот да седне и да реши еден таков пробен тест, чисто да види како тоа изгледа во реалност. Базинот на прашања исто така често пати ни се случува да сме критикувани за одредени прашања, освен што е отворен во онаа прва фаза да може да реагираат сите засегнати страни, да тие прашања бидат видоизменети, тргнати и така натаму. Сега воведовме законска можност како обврска за Државниот испитен центар да формира една надворешна комисија од експерти. Иако истите експерти такви се вклучени во самиот процес на креирање, не имаме креатори, советници, наставници, универзитетски професори, контролори, но ова би било плюс комисија на сето тоа кое што ќе прави ревизија на цел тој базен на прашања со цел да го сведеме на минимум она што значи некое несоодветно прашање или двосмислено прашање кој што би можело да доведе до забуна. Исто имаше доста коментари за процесот на наблюдување, дека некој на некого подкажувал, му попуштал и така натаму, и затоа решивме исто и тоа да го поправиме во смисла на можноста да преку јавен оглас ангажираме надворешни лица за наблюдувачи, кои што ќе учествуваат во процесот на екстерното тестирање. Мислам дека генерално одговоривме на покрупните барања за сите засегнати страни, и секогаш сме отворени понатаму за соработка. Како што кажав, образованието е сегмент кој што постојано е во промена, во движење, ние треба да ги пратиме сите тие трендови кои што ќе му возможат на нашиот ученик, студент и наставник да биде конкурентен и не само во земјата, туку и надвор од неа. Јас се благодарам што бевте наша гостинка, толку ни дозволува времето, остануваме отворени за соработка, бидејќи образованието навистина неисцрпна тема која што постојано доживува промени, не само промени во инфраструктурата, туку и суштински промени кои се потребни за да станат што е можно поконкурентни работници на пазарот на трудот. Остануваме отворени за соработка, се надевам дека повторно ќе согласите на нашата потреба за ваше ангажирање за објаснување на одредени потреби за граѓаните, односно наставниците, учениците и родителите. Така ви благодарам уште еднаш за поканата, да секако доколку постои интерес од вашите гледачи, вашиот аудиториум, не би имало никаков проблем, затоа што навистина има за што да се зборува. Имаме толку многу проекти за кои што за жал еве денеска не ги споменавме, не само во делот на сторено реализирано, туку и многу нови проекти кои што видно планираме и кои што се навистина вредни да се споменат, а и за нас интересни како министерство да допрат до секој човек, до секој ученик, до секој оној кој што е гледач на вашата телевизија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.